Добар ден, почитувани. Стартуваме со уште едно издание на Универзум денеска, покрај тоа што ќе зборуваме за нашата стандардна тема образование. Ќе отвориме и некои поактуелни политички теми, бидејќи мојата денешна гостинка, покрај тоа што е универзитетски професор, дипломат од кариера, во моментов извршува една од повисоките функции во актуелната влада. Моја денешна гостинка, доцент доктор Викторија Трајков, заменик министер во Министерството за европски прашања. Најпрво ќе ви се заблагодарам што успеавте да најдете време и да дојдете во нашиот подкаст и покрај бројните обврски кои што ги имате во овој период. Благодарам многу, благодарам на поканата и се надевам да ќе бидеме интересни во овие неколку минути. Јас би започнала со вашата професорска дејност, бидејќи, како што кажав и во самата најава, овој подкаст е посветен на образованието. Пред се, намерата кога го стартувавме ни беше да ги запознаеме студентите со академскиот кадар на Универзитет Скопје, меѓу кои сте и вие, долгогодишен доцент на еден од факултетите на Универзитет Скопје. Можам да кажам за вас дека сте своевиден бренд на УТМС. Пред да ја превземете функцијата заменик министер во актуелната влада, јавноста практично ве поврзуваше со Универзитет Скопје. Вашето име го поврзуваше со Универзитет Скопје. Па ајде да почнеме од почетоците. Како почна вашата соработка и колку посветеност и работа е потребно за да се стане бренд амбасадор на една ваква високообразовна институција? Јас сум прво многу горда што сум дел од сега веќе наставниот кадар на Универзитет Скопје, моја 5-та година, скоро 5 и некој месец, со тоа што предавам на факултетот за меѓународен маркетинг менеджмент. Веднаш по докторирањето, каде што докторирав на економски факултет со одбрана на докторска дисертација посветена на брендирање. Конкретно брендирање како меѓународната комуникација уствари влие врз брендот на Република Македонија. Бев ангажирана од страна на ректоратот на Универзитет Скопје, тогаш Универзитет за туризам и менеджмент, да бидам дел од тој наставен кадар. И можам да кажам дека после тоа посветено работев првенствено со студентите, за да може да го пренесам она што до тогаш сум го работела во смисла на дел од мојата кариера како дипломат, што истражував на тема за брендирање и така натаму, но и да не биде она класично предавање само или односот да не биде само професор-студент, туку сето тоа низ еден таков пријателски однос како што всушност се и повеќето професори кои што предаваат на универзитет, да можат децава кои што доаѓаат како наши студенти да се пронајдат во таа пријателска атмосфера и да напредуваат, а тоа да не им биде, да речеме, тешко, уствари да им се враќаат ноците, што би рекол народот кога доаѓа на универзитет. Така што таа е една пријателска атмосфера која што ние градиме како наставен кадар се продлабочува од ден на ден и еве веќе 5-та година сум дел од тој универзитет и мислам дека многу ми помогна првенствено за јавноста, кога бев дел само од наставниот кадар на универзитетот, но и сега многу ми помага, затоа што и ден денес држам предавања на универзитетот во овој дел кој што го работам како дел од политичкиот живот во земјата, затоа што студентите кои што студираат на универзитетот постојано ми даваат една навигација уствари за актуелните теми кои што ги се случуваат во државата, а од друга страна добиваме едно објективно мислење од нив што уствари е добро, а што лошо. Така што тоа е еден цел пакет без кој што јас не можам без нив, како и нормално тие кои што не можат без мене и некако сме така чудно поврзани професор-студент и сметам дека таа пракса на еден таков пријателски однос ќе ја продолжиме и понатаму. Како долгогодишен професор, како го оценувате образованието во Македонија? Дали има можност за подобрување и што сметате од каде треба да се почне? Со образованието во Македонија во текот на изминатите години за жал многу се експериментираше и сметам дека одредени работи кои што се направија се добри, но имаме и доста лоши или негативни страни, првенствено во програмите кои што се наложуваат, а од друга страна и во критериумите кои се може да биде лиценциран професор, кој се може да биде лиценциран универзитет, висока школа и така натаму, се направија доста пропусти, но она што е наша тенденција како нова влада, викам нова затоа што веќе немаме се уште година дена, е да ги средиме првенствено состојбите во високото образование, затоа што сметаме дека од тука е уствари суштинскиот проблем за понатаму како да ни се развива државата. Но кога продлабочено ќе направиме една анализа, а тоа сме го правеле пред да понудиме програмата пред граѓаните, односно пред изборите, видовме дека недостатокот
недостатоци има и во основното образование, но доста и во средното образование, така што тоа е еден пакет кој што се продлабочува од мали години и сметам дека интервенција ќе има. Планот е тој, но и дел од реформската агенда кој што толку актуелно се зборува во државата и е дел од тој планот за раст, односно таа реформска агенда која што е ние во временска рамка од 2024 до 2027 година и ќе има доста реформи кои што ќе треба да ги претрпи и образованието. Сметам дека не секој ги запазува критериумите да биде лиценциран за да ја има дејноста за високо образование. Особено затоа што, поголемиот дел од животот сум имала прилика да го поминам надвор и да ги видам искуствата од други држави како сето тоа го прават. Сметам дека многу малку универзитети ги запазуваат тие светски стандарди за да може да се студира по тој терк на светско студирање. Јас сум горда што сум дел од Универзитетот Скопје. Зошто? Во тој домен сум навистина горда првенствено на самата себе како дел од наставниот кадар, а од друга страна на самиот универзитет, бидејќи ние сме единствените лиценцирани со меѓународен сертификат од Светската туристичка организација, кој што не може баш така лесно да се добие доколку нели ти не си тој кој што си добар и ги запазуваш основните критериуми кои што ги има една светска организација како што е UNVTO. Така што имаме многу предности и студентите тоа го знаат и секогаш изборот кога ќе дојдат на универзитет не е истиот оној кој што можеш да го видиш нели на слика, на видео и така натаму, но кога доаѓаат кај нас и гледаат и условите за студирање, сами се уверуваат дека зошто сме ние светски признат универзитет. Така и студентите кои што биле наши гости, алумните на Универзитет Скопје кажуваат дека првенствено односот со академскиот кадар кој што е непосреден и постојано им се достапни, им е многу важен кога одбираат да студираат. Да, затоа што принципот е повеќе на менторство отколку онај крут однос професор-студент. Кога си веќе ментор на некое дете, тогаш веќе и приватноста ја мешаш со она академското кој што треба да го научат. Тргајќи од себе, јас гледам прво да им пристапам како пријател, како другар, на кој што ќе може да се ослонат за различни животни предизвици. И им викам, никош не сакам да ме гледате како професор кој што мора да одржи час, да ви пише оценка и така натаму, туку низ разни примери да може да научиме тоа што ни е зададено како програма и мислам дека успеваме во тоа. А од друга страна, новите генерации не се баш така навикнати дека може да им се прави авторитет врз основа на таа, да речам, позната ароганција која што на времето ја имале одредени професори по универзитетите. Така што во тој домен ние добро се снаоѓаме, а тоа го препозна и Светската туристичка организација. Баш мислам дека пред месец дена од прилика имавме таа годишна ревизија која што ја имаме и навистина сме оценети со најдобра оценка како универзитет. Мислам дека и во вашиот подкаст беше и професорот од таму од самата Светска туристичка организација гостин, кажа многу работи, така што тоа се професори со многу големи и тешки научни портфолија и не баш така може да прогледаат низ прсти. Да, имавме прилика и ние да го слушнеме мислењето на професорот Карлес за Универзитет Скопје, кој што го рангираше меѓу 100 најдобри во светот, што е навистина за поздравување. А јас би ве прашала, споменавте во првото прашање дека во првиот одговор дека мислењето на студентите ви е многу важно, меѓутоа верувам дека и вашето мислење нив им е исто толку важно. Која е најважната лекција која што сакате да ја научат вашите студенти? Прво ги учам дека мора многу да веруваат во себе и да си ја сакат државата. Тоа ми е прво нешто што им го кажам првиот час кога ги запознавам и нормално е во еден голем амфитеатар каде што има некаде 200 студенти, првата фацијална експресија е различни се мислењата. Некој позитивно те прифаќа, некој негативно, некој не знае ништо зборуваш и така натаму, но со текот на времето сакам да им ја наметнам потребата да вложуваат во себе, а со тоа директно да вложуваат и во државата. И некаде кога ќе дојдат трета година, каде што ги слушаат оние предмети, брендирање на држава, политички маркетинг, како треба да изгледа сето тоа, веќе се враќаат назад, професорка што ни зборуваше кога бевме прва година. Многу е важно прво самодовербата, затоа што за жал ние на Балканот сме, особено женската популација, сме жртви на еден таков hate speech или како се вика тоа говор на омраза на социјални мрежи и мислам дека треба психолошки да бидат подготвени за она што ги чека, а кога се работиш со PR, со маркетинг и со јавен настап, мораш да бидеш спремен на такви работи. Мислам дека е крајно време да се донесат и да се санкционираат
таквите појави, затоа што навистина ги преминаа сите граници. Тотално беспотребно, но тоа е што е. Но она што е како лекција е дека треба првенствено да веруваат во себе, затоа што тоа што го прават и тоа што ќе го прочитаат дека некој го кажал за нив не треба да влијае врз она што навистина го прават. 95%, ајде да не претерам 100%, ме послушуваат за тоа, останатите 5% кога ќе им се случи, не дај Боже, некоја си таква јавна осуда, се враќаат на муабетот кој што го претходно сме го зборувале, но пак ќе кажам, првенствено сакам да делувам како психолог, како родител спрема нив, а после тоа како професор кој што треба да ги менторира понатаму. Едно многу важно прашање ми се наметнува, а тоа е како да ги задржиме младите во Македонија. Свесни сме дека изминатите години имавме одлив на многу квалитетен млад кадар во западноевропските земји па и подалеку. Како влада во неколку наврати ви имам слушнато на настани кои што се наменети за младите луѓе, имате кажано дека се фокусирате на тоа да ги задржите младите во Македонија. Како може да се постигне тоа и многу поважно како да ги вратиме тие што веќе отидоа некаде? Да, тоа се две работи кои што навистина е еден тежок процес и долготраен процес, но ние и пред да дојдеме на власт, фактички пред да ја добиеме довербата на толку голем број македонски граѓани, размислувавме кои програми би можеле да бидат атрактивни за да може да се вратат луѓето тука, но и тие кои што се тука да размислуваат да останат. Има две суштински работи кои што многу се важни и тоа се реформирање на скоро сите гранки или области во државата и таа долго зборувана Европа кој што ја зборуваме, затоа што асоциација на секој човек за Европа кога ќе се спомене е добро здравство, одлично образование, да нема коруптивен систем, да не мора, не знам, да бараш пријатели за да завршиш некоја услуга и така натаму. Кога ние ќе успееме таа Европа да ја донесеме дома преку реформи, мислам дека едниот дел од задачата сме ја завршиле. Работиме неуморно на тоа, всушност тоа е и таа реформска агенда, но и сите политики на кои што ние ги навигираме периодов. Така што мислам дека се фокусираме првенствено да го средиме системот, затоа што верувајте ми е оставен пепел. За жал тоа е што е. Некако така се паѓа паричката секогаш нашата партија ВМРО ДПМН да ја возобновува државата при секој нов мандат, но она што е многу важно е дека политиките кои што ги креираме се за младите да останат дома, а оние веќе кои што одлучиле да заминат, можеби нема сите да се вратат, меѓутоа ако ние си го средиме системот дома, можеби и ќе се размислат дека сепак дома си е дома. Вие сте дел од Министерството за европски прашања. Па од тука ми се наметнува и прашањето дали владата останува посветена на евроинтегративниот процес со оглед на тоа дека многу дилеми слушаме во јавноста во последно време? Да, се појавија доста дилеми. Мислам дека само еден мал процент од луѓето веќе не веруваат во Европската унија, но она што е многу важно е да не дозволиме евроскептицизмот да расте, затоа што Европската унија и патот наш кон Европската унија ни е единствената стратешка цел која што мора да ја реализираме во моментот. Прво затоа што сме дел од Европа, второ геостратешки се наоѓаме на важна позиција, иако сме мала држава, сепак сме крстопат за многу работи. Така што ние остануваме посветени на европската агенда и не отстапуваме од тоа што ни е наша зацртана цел. Сме зборувале многу пати во јавноста кои се нашите барања и што уствари ние бараме и докаде се тие познати црвени линии. Многу е важно да знаеме дека ние сме спремни да влеземе во Европската унија и сме запазиле и сме направиле многу жртви до сега и тоа мора да го разберат сите, но не престануваме нашата приказна да ја презентираме во светот, затоа што сметаме дека до сега била прикажана погрешна слика за нашата држава и погрешно биле презентирани нашите позиции, односно немало позиции до сега. Тоа е суштината. Така што сега, кога веќе од држава во држава, од државник во државник и од средби и така натаму го објаснуваме суштинскиот проблеми кои се нашите уствари позиции, верувајте ми дека на многу позитивен импакт наоѓаме и тоа е доста добро, колку и да сакаат опозиција и разни ентитети во државата тоа да го минимизираат, сепак мислам дека ние имаме историска шанса
направиме нешто за државата и Европа после тоа само по себе ќе си дојде следствено да влеземе во тоа европско семејство, но реформите се многу важни и ние посветено работиме на тоа. Да, тоа ми беше следното прашање за црвените линии. Цврсто застанавте позади црвените линии и промена на уставот со одложено дејство. Имавте многу значајни средби низ Европа, но бевте и, да речам, единствена делегација од Балканот што беше во Соединетите Американски држави и тоа неколку пати дури на инаугурацијата на председателот. Какви беа пораките што од таму ги добивте во однос на ова прашање, уставните измени со одложено дејство? Така е, во однос на тоа докаде ни се нашите црвени линии, премиерот неколку пати имаше јасен став и во јавноста и тоа што го кажуваме ние во јавноста, не го криеме и истото го презентираме и на тие дипломатски средби кои што ги имаме непосредно со разни државници низ светот. Не само јас како заменик министер, туку и сите оние кои што имаат, да речеме, еве таква функција извршна во составот на оваа влада. Она што е многу важно е дека ниеден председател на влада до сега немал директни комуникации со кабинетот, односно со првиот можеби најмоќен човек во светот, председателот на Соединетите Американски држави, и таа шанса мора да ја искористиме. Првенствено е многу добро што во тие први 10 луѓе на председателот Трамп кои што се од доверливост се наоѓа македонец кој што го запозна непосредно нашата јавност, тој е Крис Павловски, собственикот на Рамбл. Имаме многу големи проекти кои што треба да се сработат периодов, така што јавноста дополнително ќе биде запознаена. За црвените линии имаме позитивен импакт, затоа што пак американската администрација е таа која што се залага за покрај демохристијанството да биде прикажано на таков начин како што треба да биде, да се почитуваат правилата и принципите на самото делување. Патриотизмот им е нешто за кое што многу зборуваат, сакаат да слушнат, но од друга страна нашиот председател Мицковски е препознаен како човек кој што сака да си го зачува суверенитетот и интегритетот на собствената држава, при тоа зборувајќи дека колку е важно Македонија да остане земја каде што нели ќе бидат почитувани основните човекови права. Така што кога се објаснуваат аргументирано работите, мислам дека од другава страна веќе и нема што да се каже, а имаме и моменти кога и не препрашуваат, чекајте сега да видиме ова, зашо ова и така натаму, што е добро веќе кога се влегува во дебата, веќе можеш со аргументи да располагаш. Така што мислам дека таа дипломатска офанзива која што нарековме засега има добри резултати и ние нема да престанеме, продолжуваме со тоа. Меѓу реформските цели кои што ги бара од нас Европската Унија, секако е борбата против криминалот, корупцијата, владењето на правото. Цврсто застанавте како влада во таа борба, но гледаме деновиве што се случува со судството. Има ли надеж дека Македонија конечно може да стави крај на првата изјава која што имаше премиерот, ако се сеќавате кога стапи на функција, беше дека мора да се реформира судството. Па го критикуваа, па се наоѓаа загрозени и така натаму, но извештаите и на Европската комисија, но и извештаите на сите државници кои што дошле и направиле некакво си истражување и ги разгледале состојбите во државата, е дека ние имаме страшно корумпирано судство. И тоа е нешто за кое што ние прво мора да го реформираме заради да не ни се случуваат овие работи деновиве кои што ни се случуваат, но и наназад случаеви кои што се случува каде што имаше и политички прогон, но имаше и привилегирани чување судски предмети во фиока, се уште го има тоа за жал и така натаму, така што ние нема да престанеме со таа борба, првенствено за нашата генерација, моите, вашите деца и децата на нивните деца кога ќе треба да растат оваа држава, една за секојаш треба да се стави крај на тие работи и кога веќе се зафаќаме на работа, дајте луѓе сите заедно да помогнеме да се решат работите кои што недостасуваат во самото општество. Сметам дека реформа во судскиот систем ни е повеќе од потребна и за тоа нема да се откажеме, но исто така покрај таа гранка дел од реформската агенда е и дигитализацијата, затоа што 1%, односно исто така добар процент од корупцијата во Македонија кој што излегува е тоа што јавните институции не ни се нас дигитализирани, така што едно со друго ни се поврзани, затоа тие 4-5 столба кои што сме ги наведеле во реформската агенда дека се стратешки цели, мораме да ги завршиме за да можеме да одиме напред. Во месецот на жената сме, за среќа во последниве години имаме се повеќе жени на високи државни функции. Колку жените лидери можат да направат промени во светски рамки?
Пред некој ден зборував на една конференција која што се одржа, која што ја организираше македонската обединета диаспора во Џерси во Соединетите Американски држави и нешто се спремав за говорот што и како да им кажам, бидејќи онлайн нема време како да допатувам во живо таму да бидам. И баш правев една статистика како било претходно и што се случувало и кога веќе ќе почнете да правите истражување, гледате дека во минатото многу малку им се давало шанса на жените лидери да можат да бидат лидери во својата област, но добро е што периодов, односно годиниве неколку наназад што им се даваат прилики на жените да се докажат и како викаат, ако сакаш некоја работа да биде завршена, дај на жена. Така што ја не се откажувам од тоа, може да ме наречат и феминист слободно, но она за кое што сметам дека е пристапот на жените да завршат одредена работа, покрај тоа што го носат тој мајчински инстинкт во себе дека треба да биде перфектно завршено, имаат навистина големи лидерски способности во смисла на поседуваат одредени особини кои што по мажите ги нема, така што тука ќе ми се налутат мажите за оваа констатација, но тоа е што е и мислам дека ние треба да се држиме за да бидеме на пиедесталот. И за крај малку би сакала да ве запознаеме и вас покрај тоа што сте универзитетски професор, владин функционер, вие сте и мајка. Како успевате да ги менаџирате сите работи одеднаш? Многу тешко. Имам, точно мајка сум на 2 деца, на Григори и на Галена. Најчесто и ги земам и на работа. Баш сакам да бидат дел од тој процес и да видат што уствари се случува, бидејќи кога ќе им кажеш јас сум на работа и сега они тоа си го сваќаат као не си дома. Тоа нема колку е тоа се влог и така натаму. Кога имам простор и време и кога тоа не се некои сериозни состаноци каде што се мора се носат високи државнички одлуки и се малку така поопуштени најчесто со мојот кабинет во кој што пак исто има мајки и татковци како дел од кабинетот. Гледаме да ги вклучиме и сопствените деца за да може од прва рака што се вика да се запознаат со нашата работа, а од друга страна пак да видат дека што ствари ги чека во животот и за да дојдат до нешто ние до кај што сме, треба многу да учат, многу да вложуваат во себе, да бидат посветени на својата работа и секако да веруваат во себе. Тоа е тоа. Кога ќе погледнете на изминатите години, градејќи ја вашата кариера, колку пожртвуваност ви била потребна, од што се сте морале да се откажете за да стигнете до тука? Сум се откажала од многу работи, особено сум се откажала од тие седенки со другарките. Многу ми фалат, затоа што, пак ја кажам, ние како жени политичари или од дел од јавниот живот, без разлика што работиме, сме на телевизија, на радио и така натаму, сме жртви на осуди. Ми фалат така тие собиранки со другарките, но често знам тоа да го правам во парк заедно со нивните деца и така натаму, па некако да искомбинираме. Во смисла на образованието и научењето сум направила доста многу жртви и во тој домен, затоа што сум го се одлучила на тој пат и сето тоа стои, но мислам дека еден ден и тие деца кои што сега ги оставам, да речам така малку подолу, повеќе подолго во текот на денот, ќе разберат зошто сето ова е вака, а ќе разберат само ако живеат во држава со среден систем. Многу е важен изборот на кариера за секој млад човек. Сега сме при крај на една учебна година, многу матуранти ќе треба да се одлучуваат како да го направат правилниот избор за нивното образование, кое што понатаму нели ќе води кон нивна кариера. Па еве како долгогодишен професор, што ќе ги советувате како правилно да го изберат факултетот на кој што ќе се запишат? Прво е многу важно тоа што го зборувавме на почетокот, да ја проверат образовната програма која што им ја нуди универзитетот и што значи таа нивна диплома, затоа што не е само ливче хартија кој што ќе го добиеш, ќе стои на зид, ќе фаќа прашини и така натаму. Затоа е многу важно да се одбери универзитет во кој што освен тоа што ќе работиш дома и ќе бидеш експерт во својата област, туку да те препознава и светот, затоа што се повеќе луѓето работат на тие меѓународни проекти кои што носат добро за себе, но и за државата, а ти го полнати твоето портфолио. Затоа ние на универзитетот доста посветуваме внимание на Универзитет Скопје околу тие меѓународни проекти и навистина сме во многу и делот од
проектите се и нашите студенти, така што првенствено тоа е многу важно. Второ се важни акредитациите, затоа што луѓето најчесто се жртви на измама во смисла на тоа колку и како се признати и така натаму. А од друга страна, мислам дека единствената и најважна задача е наставниот кадар. Така што добро да си ги отворат очите, добро е и да ги посетат универзитетите. Она што е многу важно, можам да зборувам во името на Универзитет Скопје, ние сме отворени нон-стоп, може слободно да дојдат и да не запознаат и да ги прошетаме и да видат во какви услови родителите ќе учат нивните деца. Така што ние нудиме еден голем пакет кој што може да им биде така една одскочна даска за нивната иднина. Ви благодарам уште еднаш што и покрај сите работни обврски одвоивте време да бидете гостин во нашиот подкаст. Благодарам на поканата. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска со внимание не следевте.